Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани, сакам да ве поздравам во името на нашиот Господ и Спасител и да ви посакам благослов Божи барем до сите они кои што оваа вечер се вклучени и ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Зборуваме за тема која што верувам дека поткренува многу повеќе прашања. Но верувам дека сите овие емисии на некаков начин со Божја помош се трудам да дадам одговор на сите прашања. Се разбира дека не можам да дадам одговор на сите прашања, но се трудам да можам да ви дадам одговор преку писмото како можеме да стигнеме до нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Поминуваме во месец, каде што има толку многу празници и вклучена е традицијата. Меѓутоа, верувајте ми, почитувани, барем оние кои што го читате Словото Господово, дека обичаите, традицијата, сите нешта кои што се вклучени во текот на овој месец, само не оддалечуваат од Господа, а напротив ништо нема што може да не доближи до Господа. Библијата вели дека Исус Христос, покајанието, барањето прошка, исповедањето на гревовите е нешто кој не доближува до самиот Господ Бог. Затоа е многу важно да знаеме што Библијата ни препорачува. Не е доволно да се декларираме дека сме верници, дека го познаваме Господа. Сите нешта кои ги правиме спротивно и надвор од Словото Господово се само еден показател колку на вистина ние го познаваме Бог и колку го читаме Неговото Слово Господово. Затоа преку овие емисии можеби има одредени работи кои што ќе ви се допаѓаат, а можеби ќе има одредени работи кои што нема да ви се допаѓаат, затоа што не се по ваш вкус. Меѓутоа, без разлика на сето тоа, ние зборуваме преку Светото Писмо. И затоа ве замолувам, барем оние кои што ја слушате емисијата Гласот на вистината, отворете ги вашите Библии и следите додека нели ја слушате емисијата Гласот на вистината. Дали ви изнесувам нешто кој од духовната трпеза, од Словото Господово, или зборувам некоја бабска приказна. Зборуваме, како што реков, за исклучително многу важна тема. Тема што е тоа што може да не доведи го до Господа. Па дури во Стариот Завет, па и дури другите народи прават одредени работи се со цел да се доближат до нивниот Господ. Но Библијата е единствената книга која зборува најточно и најпрецизно како може човекот да се приближи до самиот Господ Бог. Видовме во Евангелието на Матеј 11 глава од 28 до 30 како Исус Христос не повикува. И тој сака да ни помогне во нашиот живот. Библијата е јасна и гласна. Дефинитивно Бог сака да ни помогне. Дори кога сите ќе се откажа, тој е тука со нас и тој сака да ни помогне. Никогаш не сме сами. Тој е секогаш со нас. И видовме како Давид го изнесува својот грев пред Господа. И бара прошка, бара покаяние, затоа што вели: ете, грешен сум роден, грешник уште кога ме зачна мајка ми. Значи, ние сите сме грешни, така сме зачнати. Меѓутоа, со покаяние, со прошка, можеме да бидеме поблизу до самиот Господ Бог. Покаянието е многу важна и клучна работа. Еве што вели Јован Крстител, кој беше 6 месеци постар од Исус Христос. И Бог го испрати Јован да може да го рачисти патот Божи и да ги повика луѓето на покаяние. И еве кои беа зборовите на Јован. Ќе отвориме во Евангелието на Матеј, 3 глава, ќе го прочитаме првиот и вториот стих. И еве што е таму запишено.
Во тие дни дојде Јован Крстител кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Ова била пораката на Јован Крстител. Ова била основната порака, универзалната порака, која беше изнесена пред Божјиот народ. Па и до денеска ова порака ечи целиот свет. Е порака и повик кон сите. Покајте се. Бог ги сака луѓето кои се кајат, кои барат прошка од нивниот Господ и Спасител. Потоа ќе отвориме во Евангелието на Матеј, повторно, 4 глава, ќе го прочитаме 17 стих. И еве што вели таму. Тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Божјо. Гледаме дека како Јован, така и Исус доаѓаат со одредена мисија, со одредена цел или задача, да ги повикаат луѓето на покаяние, затоа што се приближи Царството Божјо. Всушност, истата мисија, истата улога, цел денеска ја имаме и ние, да ги повикаме луѓето на покаяние, затоа што се приближи Царството на нашиот Господ и Спасител. Ке отвориме во 9 глава, значи од ова исто Евангелие, ќе го прочитаме 13 стих. И еве што ни вели таму. Одете и научете се. Што значи? Милост сакам, а не жртви. Зошто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Ова се зборови на Господ Исус Христос, дека жртви, сепаленици, традиции, обичаи, Бог не сака. Па ниту дојде да ги повика праведниците на покаяние. Библијата зборува дека Исус дојде за грешниците и дека тој стана најголем пријател на грешниците. Ке отвориме во Марко 2 глава 17 стих. И еве што вели таму. Кога го чуа тоа, Исус им рече: здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Гледаме повторно, интересно. Исус најчесто пати го користи овој збор метаноја, дека тој е дојден всушност со една цел, со една задача, да ги повика грешниците на покаяние. И тоа е неговата цел. Да им каже дека оние кои го љубаат Господа се оние кои што се каат за своите гревови и ги исповедаат своите гревови и бараат прошка за своите гревови. Така да, почитувани, повторно зборуваме, како што кажав, за многу важна тема, како поблизу до Бога. Еве ги, сите овие принципи и чекори кои ни се запишани, се разбира во Светото Писмо. Како можеме да бидеме поблизу до Бог? Видовме, стиховите доволно зборуваат. Има уште многу повеќе да се прегледат, да се види во Евангелијата, во целото Свето Писмо, дека Бог не сака жртви. Бог не сака традиции. Туку Бог го сака нашето грешно срце. Тој сака да се покаиме, да побараме прошка, да го повикаме Бог, да ги исповедаме нашите гревови. Тоа му е мило и драго на Господа. А Библијата вели дека тој е спремен да ни прости преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Се сеќавате кога Исус Христос одеше на крстот и кога беше веќе на крстот, кажа: Оче, прости, оти не знаат што прават. Повторно Исус моли и бара прошка. Повторно Исус не застапува сите нас. Затоа, нека нашите гревови му ги кажеме Него. Ги исповедаме пред Него, а Бог ќе не благослови. Имајте убава вечер, Господ со вас и Бог на вистина нека ве благослови оваа вечер и тој нека биде со вас. И се разбира се слушаме до наредната емисија, емисијата насловена како Глас на вистината. Пријат.